Како се чувствувате деновиве додека дискутираме наводно по предлог буџетот на Република Македонија за 2014 година, меѓутоа јас искрено морам да признам дека сум и нервозна и револтирана и мизерно се чувствувам затоа што е факт. Не зборуваме за предлог буџетот на Република Македонија за 2014, туку за буџет на ВМРО-ДПМН, за буџет на власта. Реков однапред се извинувам што сум и нервозна и што ќе покажам револта, ама ова навистина повеќе вака не бива. Утрово повеќе од 50 ученици одресени преспа го пропуштиле првиот час не заради нивно доцнење и пропуштање на превозот, туку заради недоаѓање на превозот, што се случува не прв, туку 10 пат од почетокот на оваа школска година и по 100 пат во текот на претходната година. Сад време децата чекаат на -7 степени и на крај превозот не доаѓа, се снаоѓа. Кој како умее, кој како знае, тој што не може да обезбеди и не е на училиште, а сите тие отсуства се евидентираат со неоправдани изостаноци. Има ли држава во светот, колеги пратеници, каде што учениците се прилагодуваат на превозот или ние сме изолиран случај? Да му угоди градоначалникот на општина Ресен, на превозникот го помести дури и почетокот на школскиот ден. Школскиот ден во Ресен наместо во 8, почнува во 8:15 и повторно децата доцнат. И тоа за превоз за кој локалната самоуправа во Ресен пресметала 6.000 денари по ученик ко Божемо Тунгузија да патуваат. Па една слободна карта до Струга кошта 3.500 денари. Во моментов има тендер за превоз на учениците и немам сомнеш дека повторно истиот газда ќе го добие тендерот. И ова е криминал. И ова е нешто што е смислено со буџетот на власта на ВМРО-ДПМН. Криминал е кога претседател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Ресен, професор на правен факултет, елиминира 6 други фирми со куп вработени и тендерот за проценител на локалната го добива токму тој. При тоа човекот, правник, е вештак за економски работи на Основен суд Ресен без положен испит за вештачење. Има струка во која овој човек не е стручњак. Во моментов има оглас за лекари, па нека проба, нека конкурира и таму. Ако е дно, нека биде и под дното. И ова е криминал. А Мицевски од Ресен упорно молчи. Криминал, ама и изборен. Ова што деновиве повторно се случува во Ресен. Се земаат старите лични карти, се даваат нови, со нови адреси, као прераспределба по адреси, за да не паѓаат по 30 луѓе на една иста адреса во очи. Имате ли и